после вчерашните протести, конечно излегува на виделина ловците во Матно. Во моменти кога на јужната граница ни натрупаа бегалци, кога грчки авиони ни го повредуваат воздушниот простор на државата, кога од Косово паднаа 40 екстремни терористи, нам сега ни се случуваат протести од Учака, Зиједин села и други екстремни структури од албанскиот корпус. Излегува со нечуени и екстремни барања. Бинационална држава, двојазичност на целата територија и конечно федерализација на Република Македонија. Ние како Гром сакаме отворено да ги прашаме пред севкупната македонска јавност дали лидерот на СДСМ господинот Зоран Заев, другарите на Заев, Зиједин села, Стојанче Ангелов сега веќе отворено заговараат федерализација на Република Македонија. Со ова само се потврди евидентниот факт дека господинот Заев од борец за демократизација во државата се претвори во борец за федерализација на Република Македонија. Вака ли господинот Заев ќе се раздолжува со сите тие со кои се договарал за превземање на власта во државата. Зачудувачки е како тоа Заев, од лево позициониран политичар, се претвора во екстремен радикал. Дали е договорена трампа со територијата на Република Македонија? Почитувани, влогот е прескап и ние како Гром, но и повеќето граѓани во Република Македонија, тоа нема да го дозволиме. Со она што вчера го слушнавме и видовме, очигледно е дека целта со овие насилни протести е да дојде прво до промена на уставот на државата, потоа до федерализација, па до конечно отцепување на територии. Гром сака да живее со нашите браќа, албанци, турци, роми, власи, срби и сите останати националности. Ова е наша заедничка држава и затоа ги повикуваме сите за да ја одбраниме. Секогаш постои начин и ние тоа историски сме го докажале дека со демократски средства и низ институциите на системот можеме да сите прашања отворено да разговараме. Но разнебитувањето на државата не е цената која граѓанската опција за Македонија и сите граѓани во неа, без оглед на националната, верска или било која друга припадност, се подготвени да ја платат. Повикуваме на трезвеност, разумност и рационално однесување ке сите политички чинители, невладини организации и други здруженија во овие многу деликатни и тешки моменти за Македонија да се воздржат и да се дистанцираат од вакви мрачни сценарија и разнебитување на државата.